За сега нема нова вонредна состојба, најави шефот на државата. Владата не побарала од претседателот по пети пат да уведе вонредна состојба, ниту Пендаровски смета дека има потреба од таква мерка. Изборите беа втората точка во обраќањето на шефот на државата. Вели дека иако е период на корона криза, државата има потреба од функционален парламент и политичка влада. Жали што власта и опозицијата не ги добржиле ставовите за можниот датум за предвремените избори. Доколку не успееме да се договориме за транспарентен и инклузивен изборен процес, тоа ќе значи влез во длабока политичка криза. Ако го погледаме поширокиот регион во кој се наоѓаме и обидите за негова дестабилизација преку хибридните закани и лажните вести, не можеме да исклучиме дека евентуалната правна и политичка криза нема да прерасне во безбедносна. Од тие причини сакам да упатам јавен повик до претседателите на најголемата партија во власта Зоран Заев и најголемата опозициона партија Христијан Мицкоски, да седнеме уште денеска и да најдеме излез од оваа ситуација со ставање на државните интереси над личните и партиските. Средба Пендаровски Заев Мицковски беше експресно договорена. Тројцата вечерва ќе седнат на маса во можеби последниот обид да се постигне договор за датум за избори прифатлив и за СДСМ и за ВМРО ДПМН пред истекот на четвртата вонредна состојба која завршува утре. Опозицијата не се согласува со подегот на Пендаровски да нема нова вонредна состојба. Председателе Пендаровски, единственото што ви преостанува поради доброто на граѓаните, поради вашата уставна обврска да служите на Македонија и поради вашата одговорност да ги заштитите граѓаните, мора да ја продолжите вонредната состојба. Владеачките социјалдемократи повторуваат дека со прекинот на вонредната состојба почнуваат да течат изборните рокови, што значи избори на 5 јули ако нема договор со ВМРО ДПМН за некој друг датум. Зборувам уставот и законот тоа што го кажуваат, како што реков, кога нема договор помеѓу политичките лидери и политичките партии, тогаш останува уставот, законот и владењето на правото. Брисел преку еврокомесарот за проширување порача дека изборите во земјава треба да бидат слободни, фер и инклузивни и кои, како што рече Оливер Вархеј, ќе ги земат предвид ситуацијата со COVID-19 како и потребата од ефикасно економско оправување на Северна Македонија.